Здраво на сите и добродојдовте во новата епизода од нашиот подкаст. Денес сме тука со Лина. Здраво, Лина, како си денес? Здраво, добра сум, фала на поканата. Лина е лидер на Клуб на млади Битола. Ќе оставам малце повеќе да каже нешто за себе, колку да се запознаете, а понатаму нормално ќе имате и шанса подобро да ја разберете нејзината работа преку некои прашања кои што ги спремивме тука. Јас сум Лина Чешитовска, лидер на Клуб на млади Битола, со мандат од 2024 до 2026 година. Имам 17 години, моментално ќе одам од септември во 4-та година во гимназијата Јосип Броз Тито Битола и многу сакам да се изборам, ќе видите сега во текот на подкастот. Баш ми е мило, значи дека денес ќе ни оди муабетот. За почеток, ќе почнеме од твоите почетоци нормално. Кога ти започна да волонтираш во Црвен крст? Од кога е твоето искуство? Сега во септември ќе правам 3 години од кога волонтирам во Црвен крст. Почнав преку конвенцијата за прва помош. Тогаш имаше како 160 волонтери. Дојде по училиштата и ние во класот имавме одбрано координатор за Црвен крст. И јас бев координаторот за Црвен крст и мене ме пуштија демек оди убаво ќе се дружите, нови деца. Јас реков, добро, зашто да не демек. И така почнав и после тоа не бев многу активен волонтер, ама пак почнав да бидам активна со ПХВ циклусот. Правевме како проект, му купивме на еден човек преносна рампа. Многу беше среќен човекот и ние бевме среќни. И така. Значи, некако си почнала преку некоја мотивација. Дали на почеток ти беше, можеби, срам да волонтираш, ти беше страф од некои нови предизвици, од запознавање нови луѓе? Па, јас кога тргнав од дома си реков, зашто ми е да ми е срам? Ајде, ќе биде убо. Не знев никој, само ојдов. Тоа е факт. И ако некој имаш одат поќе со друштво и така му е поубо. Ама јас реков сама ќе почнам, оти немав многу што беа заинтересирани да почнат да волонтират во Црвен крст. И знам, на првиот состанок ме прашаа која ти е мотивацијата, зашто дојде тука. Јас му реков сакам да помагам на луѓе, многу ми се исполни така срцето. Сите го почнаа да ми аплаудират и реално сватив дека тогаш јас таму припаѓам. Баш ми е мило дека слушам ете вака некој слободно и без да речам второ размислување пошол во Црвен крст. Обично на нашиот подкаст кога ќе прашам на сите на почеток им било некако страв, биле загрижени дали ќе ги прифатат, ама сепак на крајот дури да појдеме сами, Црвен крст е место каде што дефинитивно ќе бидеме прифатени, нели ти, јас и сите други. Значи не кажа дека ете не си пошла со некој страв, си пошла целосно опуштена. Дали мислиш дека искуството постојано е такво? Дали постојано беше позитивно, интересно, се беше прифатено или имало и некои моменти додека си била волонтер, да речеме, кога имало некои потешкоти и некои моменти каде што не си се чувствувала добро? Факт е дека секогаш има пречки, како волонтер и како лидер секогаш наоѓаме на пречки во работата и на се, ама мислам дека со разговор, дали со координативно тело, дали со секретарот, координаторот на млади, председателот на општинската, мислам дека се наоѓа решение на секоја потешкотја и пример секогаш треба да прифатиме позитивни критики, оти на еден начин тие не подобруваат и нас како човек и плюс и другите гледат и учат од нашите грешки. Токму така. Дали мислиш дека ти беше тешко на почетокот да прифатиш критика или влезе во Црвен крст директно со фактот дека ќе се соочиш со критики? Многу ми беше тешко, дури сега пред брзо реално кога станав лидер, ми требаше некој месец реално за да прифатам онака позитивна критика. Јас сум таков човек што мисли дека не се е во ред, ама реално сега почнам да сваќам дека секој греши. Дефинитивно и некои работи се учат, па не е ништо страшно понекогаш нели да почувствуваме и критика. Каков беше патот од волонтер до лидер? Дали претходно имаше некоја друга функција во координативно тело или веднаш си се кандидира за лидер? Како одеше тоа? Не, се кандидирав директно за лидер. Тие тогаш што беа Антонија и Димитар, поздрав до Антонија и Димитар, беа лидер и заменик и ми дадоа да организирам една активност во домот за стари лица и тогаш сватив дека реално треба многу да знаеш и треба вештина да имаш за да можеш да организираш такво нешто и јас мислам дека ја имав таа тогаш вештина и затоа реков да пробам да се кандидирам. Колку време веќе имаше волонтирано кога се кандидира за лидер? Како иди година и неколку месеци. До тогаш веќе го имаше поминато ПХВ циклуса? Да.
Уште одма ко почнав, тогаш го поминав ПХВ циклусот. Ова е честа приказна која што слушаме дека после ПХВ циклусот волонтерите се сваќаат дека имаат некои можеби поголеми вештини од кои што знаеле и си се пријавуваат за некоја функција, па баш ми е мило ете дека и ти си се пронашла. Кога имавме ПХВ циклусот во нашата група, мене ме одбра да бидам тим лидер и знаете се јавував сегде, прашував овде, прашував онде и така малце ми стануваше помалце срам да комуницирам со луѓето и почнав како да имам поќе контакти. Да, дефинитивно едно големо искуство и во тој момент баш сваќаш дали е возможно ти да се соочуваш со некоја сепак голема обврска. Кои беа некои најголеми препреки за да се стигне до лидер? Дали имаше некоја голема конкуренција? Дали ти беше страв дека можеби не правиш точна одлука со тоа што се одлучуваш да си лидер? Па јас многу така често си ги преиспитувам моите одлуки и тоа беше една од причините зошто си реков зошто се пријавив, ама знаете ако не се пријавив немаше да ми е исто во животот и реално сум среќна што се пријавив за лидер. Баш ми е мило секако многу една храбра одлука која што не секој може да ја донесе. Но сепак ете ти си се одлучила и сега би сакала да ни кажеш што поконкретно работиш како лидер на клуб на млади Битола. Па прво најважно треба да бидат волонтерите. Однесувањето на волонтерите, сите од волонтерите да бидат прифатени, сите желби, пример, ако има за организирање на некоја активност, да можеме да му исполниме нив, да ги вклучуваме во организирање на нашите активности, да има добра соработка со координативно тело, со стручната служба, и така, да организираме дури и поголеми активности, како што ја организиравме мини Олимпијадата на Црвен крст минатата година и таа ќе се организира секој 2 години. И така, имам желба сега до крајот, многу од волонтерите да бидат обучени за прва помош и така почнеам многу со таа желба, исто како мене, да знаат прва помош и да бидат обучени по прва помош. И тоа сакам да се оствари. Да, дефинитивно, нормално со труд и работа може да се постигне се и верувам дека ќе успееш во таа твоја цел. Дали од друга страна сметаш дека лидерот на еден начин ја има цела тежина во овие работи? Дали сметаш дека треба да ги организираш активностите сама, некогаш се чувствуваш како да немаш никој позади тебе или како што спомна, секогаш си во консултација, ти помагаат дали координаторот на млади, дали од стручната служба, волонтерите, координативците? Секогаш треба фактички да бараме мислење од други, за да видиме дали нашата идеја е во ред, дали нешто забораваме. Оти ако сме сами, тогаш џабе. Оти ние работиме како тим, затоа имаме и толку тимбилдинзи и сметам дека треба тимски да се работи се. Дефинитивно Црвен крст е една тимска организација, не е од еден човек, но пак ќе речем има некои функции. Дали ти сметаш дека како лидер, да речеме, имаш поголеми да речам како поголеми овластувања, односно дека имаш некој авторитет и дека на крајот мораш одлуките ти да ги пресечеш или сметаш дека пак тоа е една тимска активност? Зависи за кој работи. Некогаш и треба само да пресечам како некој работи, некогаш можам да го направам тој во консултација со други. Зависи за што станува во збор. Значи, дефинитивно е доста опширна работа и не можеме конкретно да извоиме во кој момент каква би била ситуацијата. Како лидер секако учествуваш во организација на доста активности. Која е твојата активност која што ти е омилена во организација на клуб на млади Битола? Мини Олимпијадата. Да, таа ти е најомилена од која причина? Ние сме првите што ја организираја таа активност и така тогаш станавме ново волонтер, како ново координативно. Чекај, од почеток ова го сакам. А ќе ме прашаш ти да се продолжам? Може да продолжиш така? Мини Олимпијадата ми е омилена волонтерска активност, оти тогаш почнавме сите како ново избрано координативно тело лидер заменик и сите бевме во екот на праење активности и не знам, едноставно беше перфектно. Имаше многу нови волонтери после Олимпијадата, значи цела сала беше полна, дури имаше и деца што стоја простум. Тогаш сите ни велеа кога ќе организирате пак, сакаме да играме и така. Значи едно позитивно првично искуство. Како се нафаќате како ново координативно тело да преземете една толкава активност? Сепак Олимпијадата е, да речеме, сигурно доста захтевна и за организација, но и за смислување во, да речеме, толку мал период. Да, имавме како
месец и пол, два за смислување на Олимпијадата, бевме баш собрани ние, координативно тело лидер заменик, координатор на млади и председателката на општинската организација и да ме кажуваме што активности сакаме да има. И сега да има турнири, многу децата барат турнири и само едно време викаме оти да нема мини Олимпијада на Црвен крст. И така знаевме дека ќе бара многу работа, бевме спремни на тоа. Не бевме спремни може на колку многу треба уште да се посветиме, ама да имаше вечери кај што работевме и до 2-3 сатот на вечер, да правиме лого, да правиме маскота, ама на крајот од денот е едно многу интересно доживување што мислам дека секој треба да го доживее во животот. Баш ми е мило што и покрај толку работа нели останал позитивниот дел. Дали ова била и најтешка, мислам да речам најкомплицирана активност за организирање или постоеле и покомплицирани? Мислам дека ова беше најтешката, тоа беше и најголема. И така, имаше многу пријавени што беа од Битола, многу средношколци од основни имаше, на тркат имаше па и многу мали што беа пријавени, ама сепак секогаш може и поќе. Секогаш треба да размислуваме како може да го зголемиме бројот на пријавени. И да. Дали тука имавте помош и пример од некои други делови од општина Битола, од некои други организации или беше се организирано конкретно од вас од Црвен крст? Бевме ние, настанот го отвори градоначалникот на општина Битола и за трката ни поможи Маја од Биди своја, поздрав Маја. И да, во глобалато беше тоа. Имавме суди што волонтерски судеа на надпреварите. Значи имаше надпревари во повеќе дисциплини? Да, имаше фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пливање и трка. Како одеше сместувањето? Дали си беа сместени тука или си патуваа луѓето? Па сите што беа пријавени, мислам беа од Битола, не му требаше сместување, освен на центар, од општинската организација на Црвен крст центар, дојде за одбојката и тие учествуваа за да трето место, поздрав центар. И да, беа сместени во хотел, тоа беше тоа. Значи, ако наредниот пат кога ќе се организира, нели ни спомна на 2 години, има пријавени од други општински организации, дали сте спремни околу тој дел да го средите, да речеме, сместувањето, да им помогнете, можеби каде би сакале да се сместат? Да, ова година 2026 заедно со новото раководство и мислам дека тоа ќе биде поќе за да се организира мини Олимпијадата, нормално со наша помош, ќе пробаме да им обезбедиме на сите сместување од наша страна. Значи дека сега ќе оди настанот цена поголемо и сигурно и потешко за организирање ниво. Да, нормално мора. Баш ми е мило, едва чекам да видиме, можеби секако и да ве посетиме на Олимпијадата. Понатаму ме интересира дали настаните ги доживуваш исто сега како лидер, како што ги доживуваше кога беше волонтер, нели нормално тежината е многу поголема кога си организатор, кога зависи од тебе дали настанот ќе помине позитивно или не. Па, бев возбудена како волонтер за активностите, но мислам дека како лидер сум многу поќе возбудена. Малце на моменти сум исплашена дали ќе биде се во ред, дали ќе биде се како што треба, да не фали нешто. И секогаш мислам дека потешко ја сваќам врската како лидер и мислам дека тоа е нормално. Но ти всушност сакаш да ни кажеш дека поинтересно ти е да имаш поголема обврска. Да, ја стално сакам поголеми обврски. Па тоа е супер да се слушне, бидејќи нормално многу послободна една активност кога ќе си волонтер, нели не се грижиш околу сите други работи кои што кога сме биле волонтери можеби не сме ни знаеле што све се случува за да се одржи една најмала активност буквално, а не пак некоја поголема како што зборувавме досега. Сепак нели си се пронашла и баш ми е мило за тој момент дека си уште повозбудена моментално како лидер. Понатаму сум заинтересирана за волонтерите во Црвен крст Битола. Дали Црвен крст Битола има волонтери, дали имаме заинтересирана младина, нели често се случува по портали да слушаме дека нема некој голем интерес кај младите моментално и дека не се самоиницијативни, дека немаат своји идеи. Дали е тоа така и кај вас? Секогаш на почеток на школска година бројот на волонтери е најголем. Така беше и минатата година за мини Олимпијадата, после мини Олимпијадата фактички, кога имавме околу 60 волонтери, сега имаме околу 40 волонтери, активни 30-40
30 така на број и реално имат своји иницијативи, имат многу иницијативи што имаме во план да ги спроведиме во наредниот период, до крајот на нашиот мандат. И тие самите имаат како начини како да регрутират нови волонтери, си носат своји другарчиња, сакат да организираме нешто поинтересно. Пример, сега пред неколку дена имавме соработка со American Corner, како со 3D пенкалата, може ги имате видено, и многу му беше интересно дека ќе може да цртат како лого, се што сакат тие. Тоа е дефинитивно интересно и нормално е дека секако бројот нема да биде ни низ годините, ни самата школска година, но убаво е да постојат некои активни волонтери кои што би биле тука, бидејќи сметам дека секако за било која активност не е возможно да се организира без волонтери од надвор, а да не биде сето тоа нормално на терет на координативното тело и стручната служба. Каков е вашиот пристап кон привлекување на нови волонтери? Ни спомна дека самите деца се носат другарчиња, но вие конкретно како координативно тело како се стремите да привлечете нови луѓе кои што нормално би можеле да придонесат за клубот и би придонели самите за себе со тоа? Па најмногу идат и преку ПХВ циклусот и да ти, кој ќе организираме некои поголеми активности, не само на ниво на клуб на млади, туку ќе објавиме и по социјалните мрежи, ќе видат и имаме како линк за пријавување на Google Forms, така се пријавуваат многу и тоа е во глобала. Сега ќе почнеме од септември со училишните клубови, мислам да привлечиме повеќе волонтери, ќе му објасниме фактички што е Црвениот крст и ќе држиме дисеминација по училишта, тоа ни е барем во план и тоа ќе го правиме од септември. Да, дефинитивно мора да има некој начин да се донесат нови волонтери, може би некои ќе си отидат, ќе заминат и надвор од градот, па мора цело време да си е полно и зошто да не им се каже на луѓето какви можности имаат. Да, волонтерите фактички се најбитното нешто при организирање на активност. Ако нема волонтери, нема активност, едноставно. Да, токму така, дефинитивно главната алка и на самото функционирање, можеби не само на клуб на млади, и на самата организација на Црвен крст. Дали кај вас може да се пријави волонтер, дали мора да се пријави волонтер за да дојде на состанок или акција, или може само да се појави па потоа да му објаснете некои работи? Може да се појави, пример, ако имаме акции или состаноци кај што нема ограничен број на волонтери, на состаноци немаме, пример на некои акции имаме, зависи од просторот во кој ќе го држваме нештото, ама може да дојдат и после тоа ние им објаснуваме што значи да си волонтер, што е Црвен крст и имаме како формулар да го пополнат во која насока сакаат да бидат повикувани на активности. Пример, ако некогаш ни е потребна поголема бројка на волонтери, да видиме и кој конкретно сакаат за таа активност, да не се испушти нешто и така. Да, дефинитивно, самите луѓе кои што волонтираат во Црвен крст, иако одлучиле да бидат волонтери, не се сите дојдени за истото нешто. И тоа е сосем во ред и да не се прегорат едните исти волонтери. Убаво е што може кој било да дојде на состанок, мислам дека тоа е нешто кое што треба да е повеќе познато, бидејќи често волонтерите сметаат дека мора да се пријават, да се најават и веќе да се членови за да дојдат, што верувам за повеќето општински организации, исто како и за нас, не е точно, може да се дојде во било кој момент, секој е секогаш добре дојден, секако и на понатамошни акции мора од некаде да се почне. Да, ни си има случајно да дојдат волонтери да ни речат кај треба да се пријавиме за да дојдеме на состанок и ние му велиме дојдете четврток во 7:30, сите сте добре дојдени. Значи на вашиот редовен состанок претпоставувам. Да. Да, дефинитивно лесен начин да се најдете и некој да почне да волонтира. Дознаме нешто повеќе за клуб на млади Битола, за тебе како лидер и за како се одвиваат работите кај вас во Црвен крст. Ти вака кога ќе гледаш наназад, дали си 100% среќна што одлучи да си лидер? Дали ти е мило или понекогаш си мислиш дека животот можда ќе ти беше целосно поинаков на подобар начин доколку не беше лидер? Па ако ќе имаме многу звучење така си викам, леле како се пријавив за лидер, многу имам обврски, не можам да стигнам. Ама после кога ќе видам дека има многу среќни волонтери, што фактички му е многу мило да се тука, оти ние сме се потрудиле за тоа нешто, многу ми е мило што сум се пријавила да бидам лидер.
Да, дефинитивно мило ми е за искреноста. Нормално секој во некој момент можеби ќе се почувствува дека му е претешко и дека можда и не требало тоа да го направи, ама нормално најважниот дел е да не се откажеме и да се продолжи понатаму. И сметам дека дури продолжуваш понатаму и сите кои што некогаш помислиле можеби дека им е премногу продолжуваат понатаму, останува Црвен крст нели она што е, место кое што секогаш ќе им помага на другите луѓе. Дали во иднина се гледаш себе си на некоја друга функција, дали се стремиш за можеби некоја поголема или можеби пониска, да речеме по хиерархија функција во Црвен крст? Па прво сакам да завршим факултет. Нема да се кандидирам на следни избори за лидер, то го знам, пошто нема да останам во Битола, не сакам да се кандидирам и да му оставам работата на некој друг, пошто тешко е реално некој да работи работата и на некој друг. Дефинитивно. И затоа можеби понатаму, не знам, ќе видиме, ама за сега не мислам. Да, за сега значи немаш некои такви. Сепак нели работата во Црвен крст понатаму доколку се одлучиш е нормално работа која што е баш професија, така што можеби доколку не се поклопува со твојот пат на факултет, не може тоа да се склопи. Но дали мислиш дека би продолжила да волонтираш? Еве, да речеме ако заменеш на факултет Скопје, таму или кога ќе се вратиш Битола, дали мислиш дека би било секогаш отворено за тебе и ти би била секогаш отворена за помош? Да, нормално, секогаш би останала волонтер, секогаш кога би имале некаква потреба од мене, секогаш би била достапна, дали е за Битола, дали е за град Скопје, кој да била општинска организација, кој да било град, јас би била отворена за соработка. Баш ми е мило што ова го слушам веќе повеќе пати на овој подкаст, баш и претходно имаме разговарано како дури кога ќе се вратиш после 4-5 години од факултет, сепак е Црвен крст едно исто место со пак позитивни луѓе кои што секогаш ќе бидат тука за тебе, што значи дека дури ние што нели ќе заминеме од нашите градови за на факултет, нема да се отсеќаме да речам отфрлено и како да ќе бидеме заборавени. Што ти научи од Црвен крст? Какви вештини стекна? Дали сметаш дека нешто моментално правиш многу подобро од претходно и тоа е благодарение на Црвен крст? Мислам дека подобро комуницирам со луѓето, со волонтерите, со сите. Се научив да бидам потрпелива. Ја научив првата помош и ми беше желба и затоа останав волонтер во Црвен крст. Лани на државниот надпревар имавме прво место освоено на надпреварот по прва помош и затоа бев многу среќна и едноставно волонтерот на Црвен крст секогаш има голема душа, големо срце и е отворен за соработка со сите луѓе. И реално сакам сите што го гледат подкастот да не се срамат, туку да станат волонтери на која и да било општинска организација и да не се плашат на предизвиците, бидејќи тие лесно се минуваат, останува дружењето, меморите и така. Да, дефинитивно, нели, колку и да има предизвици, секогаш, да речеме, повеќе тежат тие убавите моменти. Убаво е вака, нели, да слушаме за работи кои што се научиле. Јас сум сигурна дека и покрај овие мал милион работи што моментално можеш да ги наброиш дека си ги научила, има уште безброј други кои што не ни си свесна дека си ги стекнала во Црвен крст, но секако има што да се учи и понатаму и во секој момент во Црвен крст и нормално во животот може да се научи нешто плюс. Кажа доста убави пораки и низ самиот разговор, низ сите прашања. Мислам дека волонтерите дефинитивно ги мотивираат барем да пробаат да се пронајдат во Црвен крст. Сега би сакала да погледнеш кон камерата и да кажеш една порака за гледачите кои што можеби им е страв да почнат во Црвен крст и на еден начин да ги мотивираш како и зошто да почнат. Што и да се случува, Црвен крст ќе биде место каде што се може да се искажите, каде што може да се осеќате убаво. Затоа немојте да се плашите, прифатете го мојот предизвик и дојдете во најблиската ваша организација и почнете да волонтирате. Многу добро кажано. Баш ми е мило што денес бевме тука со тебе. Мило ми е што нели остануваме и овде на камп во село Велестово со клуб на млади Битола, каде што дефинитивно ќе научиме многу и ќе се запознаеме многу подобро. Ви благодарам и вас, драги гледачи, што не гледавте денес и се гледаме во некоја наредна епизода од овој подкаст. Имајте прекрасен ден.